Изгубеното мече. Мамо, каде е белото мече? Не можам никаде да го најдам. Се жалеше и негодуваше Ива, додека се играше во својата соба. Леле, Ива, извика мајка ѝ кога ѕирна во собата. Па ова е хаос. Си ги извадила и растурила сите играчки, сликовници, едни врз други. Не е ни чудо што не можеш да го најдеш омиленото мече. 5-годишната палавка Ива, со златна кадрава коса и мали кафеави дамки на носето и обравчињата, не се збуни од зборовите на мајка си. Па, децата имаат право на игра, мамо. Имаат право да имаат играчки, горделиво одговори Ива. Во градинка така ни кажаа учителките. Додаде, додека го бараше мечето во купот играчки. Да, децата имаат право на игра, но треба да знаат дека имаат и обврски. Обврски? Што е тоа? Се зачуди Ива. Еве на пример, да ги соберат и вратат играчките на свое место. Низ насмевка одговори мама. Ако имаш право на игра и играчки, тогаш имаш обврска да се грижиш за нив. Ива се подзамисли. Се сети дека истите зборови им ги каже и учителката Кате во градинка. Затоа, во наредните половина час, трпеливо ја средуваше собата, а најмногу се израдува кога го пронајде мечето, скриено под една кадифена перница во форма на цвет.